Ревизија на Законот за прогласување на Шарпланина за национален парк, со кој јасно ќе се забрани изградба на мали хидроцентрали, параат повеќе од 40 здруженија од земјава. Во сегашната нацрт верзија никаде не се нуди заштита, што ќе значи победа за хидромафијата и целосно уништување на шара. Штетите од хидроцентралите се огромни: изумирање на живиот свет, намалување на шумскиот фонд, појава на свлечишта и лавини. Со бетонизирањето се прави екоцид врз природата и ова треба да се спречи, алармираат активистите. Ако се спроведат сите планови за изградба на мали хидроцентрали, на Шарпланина ќе има 40-тина на делот кој што се прогласува за национален парк. Според нас тоа е диаметрална спротивност на мерата да се заштити едно подрачје. Токму знаејќи го влијанието на малите хидроцентрали врз природните вредности, документирано во извештаи, во анализи експертски, дури во студијата за валоризација на Шарпланина, врз основа на која се изработува овој закон. Шарпланина со години чека да биде прогласена за национален парк, за да запре незиното понатамошно уништување. Планината се уште се соочува со нелегална сеча, градежна експанзија, загрозени се животинскиот и растителниот свет, поради што се бара од ресорното министерство итно да ја стави шара под привремена заштита. Инаку во земјава само Пелистер, Маврово и Галичица се заштитени подрачја, но сите заедно сочинуваат само 9% од територијата на Македонија, што е далеку од европските стандарди.